Во 40-та епизода на Шорткат ќе гледате. Документите за упис во средно најпрво ќе се доставуваат електронски, а потоа ќе се носат и на увид. Младите низ дружба може да научат да градинарат во општествената градина Бостание. Подготвени, но под стрес, матурантите полагаа мајчин јазик. Здрава на сите. Јас сум Нина, а ова е Шорткат. Нашите вести за млади. Останете со нас. Оваа година за прв пат документите за уписи во средно образование ќе треба да се поднесат во електронска верзија. Кандидатите тоа ќе можат да го сторат на e-uslugi.mon.gov.mk на 14 и на 15 јуни. Освен свидетелствата од сите 4 години во предметна настава, потребно е да се прикачи и извод на родени во PDF или JPG формат. Потоа ќе мора истите документи да се достават и лично на увид во училиштата низ државата. Матурантите од земјава на 4 јуни полагаа мајчин јазик, задолжителниот предмет од државната матура, која пак е услов за упис на факултет. Процесот започна на време и без значителен број на отсуства на ученици. Директорите на училиштата со кои поразговаравме во саботата рекоа дека учениците, иако имале стрес, дошле подготвени за да го полагаат испитот на зрелоста. Општествената градина Бостание е место во Скопје каде може да се насади зеленчук, овошје, цвеќиња и разновидни билки, но и младите низ дружба да научат да градинарат преку обуки и работилници. Екипата на Шорткат беше во Бостание, а сето она што го забележавме на терен може да го погледнете во следниот прилог. Позади автобускиот терминал на линијата 5, во паркот во населбата Ново Лисиче, се наоѓа општествената градина Бостание. Официјално е отворена во август 2021 година од страна на граѓанската организација Зелената арка, а со финансиска поддршка од градот Скопје. Околу 50 на лица во засебни или заеднички леи во градината садат зеленчук, овошје, цвеќиња и разновидни билки, додека во куќарката во рамките на Бостание се подготвува расадот за садење. Пролетта е во полнек периодов, а во попладневните часови од работните денови и за време на викендите во Бостание заеднички работат заинтересираните граѓани. Димитар Самарџиев од Зелената арка ни раскажа дека главната поента на Бостание е секоја индивидуа да може да ја почувствува општествената градина како своја преку учество во градинарењето. Секој што посакува да градинали, допрва да научи како се градинари, може да учествува во општествената градина Бостание. Има два начини на учество. Едниот начин е ако сака човек да се посвети во текот на цела градинарска сезона, цела календарска година, на определено место, со тоа што ќе се пријави на онлайн пријавата што е достапна за сите. Оние граѓани кои не можат често и континуирано да ја посетуваат градината, може да се пријават повремено да учествуваат во работата во заедничкиот дел, како и да посетуваат обуки или работилници. Во Бостание, младите може да научат како да градинарат, како да засадат одредено растение, како да компостираат или како да се заштитат или прихранат засадените билки. Чувството на заедништво во работењето, стекнувањето на животни искуства од другите и дружбата се непроценлива предност од приклучувањето во општествената градина. Во оградениот простор веќе се бере засадениот лук, кромит, салати и блитва, додека се засадени и јагоди, домати, пиперки, краставици и модар патлиџа. Има и поегзотични растенија засадени во Бостание, како што се перуанската јагода или куркума. Димитар вели дека се отворени за разновидност при градинарењето, па така имаат засадено различни градинарски култури. Во Бостание може да се пронајдат и цвеќиња, но и билки. Основниот начин на организација тука во општествената градина Бостание е заснован на тие некои 25 основни правила што ги имаме во градинарскиот ред и уште при самото пријавување кога пројавува некој интерес да учествува во градината, предуслов е да ги прифати тие услови, што треба да ги почитува и во текот на градинарењето. Ние се обидовме да ги прецизираме што е можно појасни да бидат и попрости и се однесуваат на секојдневните активности што се потребни за да се одржува и развива градината. Во Бостание воглавно учествуваат луѓе почетници кои сакаат да стекнат знаења за градинарењето, а знаењето се пренесува од човек на човек од оние лица кои веќе стекнале искуство во садењето на одредена култура.
Наредниот период во Бостание ќе се одржуваат и филмски проекции на отворено, а Димитар од Зелената арка упатува повик до сите заинтересирани млади да им се приклучат. За младите пораката би била дојдете да градинариме заедно. Тука предпоставам дека ќе најдете убави услови за градинарење и за дружба. Тоа е поентата на градината. Подобро спроведување на Зелената агенда во земјите од Западен Балкан побара над 150 представници од граѓанските организации, институции и представници на заштитените подречја, преку заедничка декларација донесена на меѓународната конференција Паркови Динариди. Декларацијата е испратена и до Европската комисија, а се бара Европската унија да обезбеди инклузивно, транспарентно и суштинско учество на граѓанскиот сектор во плановите и проектите за спроведување на Зелената агенда. Конференцијата заврши со панел посветен на улогата на жената во зачувувањето на природата, каде представници од граѓанскиот сектор, управители и политичари зборуваат за предизвиците и искуствата во нивната работа. Посетителите бавно се враќаат во киносалите. Бројот на посетители во киносалите низ земјава минатата година изнесувал 170.567, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. По 2020 година, кога започна ковид пандемијата и се донесе одлука за затворање на киносалите, а со тоа и годишниот број на посетители значително се намали во споредба со предпандемискиот период. Минатата 2021 година е забележано благо зголемување на бројот на кинопосетители и на филмски и кинопроекции. Но и покрај зголемувањето во однос на пандемиската 2020 година, оваа бројка е далеко помала од просекот во изминативе 10 години. 6 дена и 6 ноќи без престан настапија околу 80 диџеи од целиот свет во Шенген. На 1 јуни беше отворено третото издание на фестивалот УНУ, кој траеше до 6 јуни. Поделен на 3 сцени, овој фестивал нудеше електронска музика 24 часа без престан. Но не само тоа, но овој фестивал присутните можеа да уживаат во морето, плажата, сончевите зраци и посебните активности во текот на денот. За крај ќе се зачудите што се е откриено во река под огромна ледена површина на Антарктикот. Мали суштества слични на ракчиња се откриени во подводен екосистем. Во пештера која личи на катедрала висока стотици метри, тим на научници од Нов Зеланд го откриле овој екосистем на длабочина од 500 метри под мразот, на стотици километри од работ на ледениот гребен Рос. Овој екосистем однеодамна бил скриена тајна заклучена под дебелиот слој мраз. До откривањето на новиот екосистем дошли истражувачи од универзитетите во Велингтон, Окленд и Отаго во Нов Зеланд, Националниот институт за вода и атмосфера НИВА и Институтот за геолошки и нуклеарни науки, кои испитувале каква улога може да има устието во топењето на мразот предизвикано од климатските промени. Големото изненадување од неочекуваниот жив свет дошло кога истражувачите пробиле низ мразот и влегле во реката, а димната камера била преплавена од водоземци, мали суштества од истата лоза како јастозите и раковите. Ви благодарам што останавте со нас до крај на оваа епизода на Шорткат. Покрај Instagram, Facebook и YouTube, од неодамна можете да не заследите и на TikTok. Отворени сме за сите ваши предлози или коментари. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав!